Ката позиција во ЛДП, пратеничката Моника Зајкова. Зајкова, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на сите. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Гледаме дека оставката на Милевски е испратена до собранието, но некако многу работи изминатите денови се случуваат или така кажано различни изјави слушаме. Последната беше на Павле Трајанов кој вели дека нема услови за ново парламентарно мнозинство, поблиску сме до предвремени избори. Се согласувате со ваквата позиција на Трајанов? Јас не би се согласила со оваа констатација, бидејќи од она што го гледам во парламентот, мнозинството е стабилно, а можеме да видиме и дека владата работи во полна пара и ги менаџира предизвиците со кои што се соочува. Баш пред неколку часа пред да стигнам тука ме прашаа што мислам и за широката коалиција и јасно изразив став дека ЛДП апсолутно против вакви широки коалиции. Нас ни треба обединување по одредени прашања, особено кога станува збор за државнички прашања или менаџирање на одредени кризи. Меѓутоа, секогаш во секоја нормална европска земја, опозицијата е она која што е објективен коректив на власта и на некој начин или врши контрола или притисок врз незиното работење. И затоа не би навлегла во вакви широки коалиции, особено не затоа што немаме некоја огромна некои драстични случувања кои што би ги менаџирала таа широка. Мислите дека ќе биде полошо со таква широка коалиција во една ваква кризна состојба? Може да западнеме во поголема политичка криза. Дека во моментот навистина не е неопходно затоа што и владата и парламентот функционираат стабилно. Функционираат стабилно, но гледаме што се случува во ДУИ. Дали е тоа дел од тоа функционирање на владината коалиција стабилно и може ли ова огнена група, како што ја нарекуваат во ДУИ, да предизвика предвремени избори? Јас досега не сум видела одредени пореметувања во парламентот, затоа што нели сепак но гледаме сликање на различни пратеници. И не би ги коментирала случувањата во друга политичка партија, бидејќи секој знае во сопствениот двор како е организиран, што работи, кои им се крајните цели. Само би апелирала да во овие сензитивни времиња водиме повеќе сметка за граѓаните и за државата отколку за партиските цели и интереси. Во однос на проширувањата на владината коалиција имаше една изјава на новиот вице-председател на Алијанса на албанците Таравари, кој што вели ако добиеме покана за влез во владата, ќе ја разгледаме таквата покана. Што мислите вие за вакво нешто? Сепак се тоа прашање треба да го адресирате до владата. Не сум јас она која што може да коментира дали треба одредени проширувања или не треба, затоа што и сега, како што напоменав, мнозинството е стабилно и работата во парламентот тече. Колкав удар на ова владина коалиција нанесе оставката на лидерот на ЛДП Милевски и дали може да предизвика дополнителни проблеми понатаму? Со оглед на тоа дека можеби Милевски вели дека од лични причини ја поднел оставката, меѓутоа генерално и политичките аналитичари и севкупната јавност тоа го гледа како последица на неговиот различен став за францускиот предлог со владата. Знаете како многу овие изминати денови се коментира оставката на нашиот председател. Едноставно тој самиот, можеби не сме навикнати да гледаме политичарите да поднесуваат оставки од одредени општествени или партиски функции. Напротив, постојано гледаме политичари кои што се борат да ги задржат тие функции, што значи дека Милевски можеби редок исклучок. Тој наведе дека е презаситен од политиката и можеби да е презаситен од политика, некако па можеби тоа станува збор за раководење веќе втор мандат со министерството и нормално истекување на вториот мандат при раководење со партијата и можеби го препознал моментот дека и на партиско и на владино ниво е потребна нова енергија која што ќе ги продолжи работите и прогресот кој што тој го застапуваше, односно политиките кои што ги водеше. Така што сепак треба да го цениме и да почитуваме неговата одлука, затоа што политиката не е само спринт на кратки стази, туку е цел маратон и можеби понекогаш е добро да забавите со цел да го видите фокусот и приоритетите кои што имало ли некакви притисоци од СДСМ врз Милевски во однос на носењето на ваквата одлука? ЛДП си е самостоен политички субјект кој што одлучува во рамки на своите партиски тела и органи и апсолутно не постои мешање или притисоци од страна на ниту една друга политичка партија.
Вие јавно кажавте дека би прифатиле доколку ја добиете можноста да застанете на чело на Либерално-демократската партија, но во едни вакви услови на македонската политичка сцена, дали Моника Зајкова има план како би функционирала ЛДП ако на чело застанете вие? Јас напоменав дека навистина ќе биде предизвик, бидејќи пред се сум првата жена која би застанала на чело на либерал-демократите и истото би го направила со поддршка од актуелниот претседател, но и членството на партијата, а нормално дека има и план, и мотив, но и обврска партијата која што вложувала во мене уште од младите денови да прерасне во сериозен политички фактор. Јас се гледам Либерално-демократската партија како партија која што ќе има сериозно влијание врз државничките одлуки и ќе партиципира во креирањето на истите. Тоа никако не го гледаме сега, Зајкова. Некако јавност има впечаток дека помалите партии се само гласачи на предлозите и политиките кои што ги води големиот партнер. Може ли да се смени тоа? Така, можеме да ги менуваме трендовите, доколку има јасна политичка визија и програма која што нормално ќе биде презентирана пред Конгресот прво на партијата. Се уште има во оваа држава одредени проблеми и прашања кои што останале нерешени, а кои што либералите можат да се занимаваат, затоа што од сите аспекти, од образовниот аспект, здравствен аспект, во делот на човековите права, економијата, либералите се оние кои што се идеолошки најблиску до човекот и до индивидуата и секогаш можат да понудат поинакви решенија. Ние после овој конгрес ќе понудиме една поинаква програма која што ќе не диференцира од останатите политички субјекти на политичката сцена, но и ќе понудиме една нова платформа која што ќе одговори на современите предизвици и граѓаните ќе можат да ја препознаат како своја опција, затоа што стремежот е навистина да го правдаме она дека сме третата политичка опција во македонскиот блок и нормално дека ЛДП и понатаму ќе соработува со останатите политички чинители, но пред се ќе гледа програмски да се етаблира на домашно и на меѓународно ниво, а искрено мојата желба е да прераснеме како либералите во Европа, а оние кои што ќе бидат клучни за формирање на секоја една влада во државата. Треба ли да стравува членството на ЛДП дека партијата ќе биде само приврзок на СДСМ? Апсолутно не треба да стравува членството, ние имаме сериозна организациона структура, секој член е вреден и во рамки на нашите програмски приоритети и либерални постулати ќе покажеме една поинаква визија и политика. Но некако ова заминување на Милевски остава впечаток дека не се дозволува различното размислување во партијата. Вие неколку пати го споменавте Милевски, велите дека очекувате негова поддршка за преземањето евентуално на лидерската позиција. Какви се односите со Милевски, ако се знае јавно дека вие имавте различен став од неговиот по однос на преспанскиот предлог? Во кодот на ЛДП, јас кажав, оние кои што добро познаваат ЛДП, знаат дека одликата е, односно препознатливоста, дека секогаш имало различно размислување. Ние дури настапивме со трибини под слоган "Размислувај различно". И секогаш во рамки на партијата се изнесувале понекогаш можеби диаметрално спротивни ставови, но на крајот за секоја одлука се гласало и она што како она одлука која што добила мнозинство гласови е усогласен став и на партиското раководство, но и на партијата во целост. Јас со Милевски сум во одлични односи, одлична комуникација. Јас ја водев и младината кога тој беше председател, сега сум подпредседател во неговиот втор мандат, бев негов шеф на кабинет и одржуваме апсолутно добри релации, а она што значи различен став не мора секогаш да значи и разбор. Каков е вашиот став? Треба ли да има референдум? И ако има уставни промени, како ќе гласа Моника Зајкова во собранието? Видете како, легитимно е правото на секој да поднесе иницијатива за референдум. Понатаму собранието ќе цени дали истата е оправдана или неоправдана. Си има институции кои што ќе ценат и уставноста или неуставноста на истата. Сметам дека во моментот апсолутно не е потребно, затоа што веќе започнаа процесите, скрининг процесот трае. Веќе сме и во вториот, односно го започнавме на објаснувачки прв дел, имаме и втор билатерален дел од скрининг процесот и се очекува и во брзо време да заврши. Од интерес на државата и на граѓаните е побрзо да ги решаваме проблемите дома и да го отпочнеме отварањето, но јас често пати кажувам најважно затварањето на оние поглавја заради брза целосна интеграција во Европската унија.
Ние како партија јасно кажавме дека за нас не е проблем да се дополни уставот со останатите етнички заедници, односно делови од народи како што гласи во преамбулата на уставот, дури и ќе предложиме наш амандман со кој што ќе бараме и еврејската заедница да биде вметната во деловите од народи кои што стојат во уставот. Според вас, како треба да реагира државата на ова што се случува во овој период поврзано со Бугарија и отварањето на бугарски здруженија кои што го носат името на спорни личности за македонската историја? Еве во петок е најавено отворање на здруженијето кое што го носи името на цар Борис III во Охрид, па некои политички партии најавуваат и протести. Потребно ли ни е такво нешто и дали државата има механизам да го спречи ова и дали треба да го направи тоа? Апсолутно во овие времиња не е потребно да правиме одредени провокации, ниту е тоа коректно од бугарската страна да се прави, ниту пак ако ние нормално провоцираме. Треба да гледаме оние работи кои што не сплотуваат и да работиме на она што ги приближува двата народи, а не она што ги разединува. Има институции кои што треба да ценат дали е тоа оправдано и легитимно или не е оправдано и нормално доколку се најде дека е истото спорно да превземат одредени санкции или да повикаат на одредена одговорност. Зекова, партијата веќе донесе одлука за тоа кој ќе го наследи Милевски. Одлучивте дека најдобар наследник на позицијата министер за локална самоуправа би бил Ристо Пенов. Дали сметате дека враќањето на личности од кои што претходно имале висока позиција на политичката сцена во државата ќе му помогне на ЛДП како партија? Ристо Пенов избор заради неговата политичко искуство, но и менаџерските способности кои што ги покажувал во раководење на локалната самоуправа. Јас искрено очекувам да постигне огромни резултати и успеси во ова министерство и да ја продолжи во континуитет работата која што досега остваруваше министерот Милевски. Не враќање, но едноставно овие се луѓе кои што имаат доволно политичка мудрост во себе и чисто политички потенцијал мораме да го искористиме. Зеко, ви благодарам многу за гостувањето во тема на ден.